Парното поскапува за близу 5%. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски ги израдува Скопјани. Според него, на сметка од околу 1000 денари, ќе има зголемување за околу 45 денари, или на просечна сметка од близу 2000 денари, поскапувањето би било од 80 до 100 денари. Регулаторот одлуката за поскапувањето ја оправда со, како што рече, високите трошоци за природен газ во првите 3 месеци од годината, но и поради што се враќа дел од позајмицата што владата ја има дадено. Цената на топлинската енергија се зголемува за 4,51%. Тоа на сметка од 1000 денари, значи зголемување од 45 денари и поконкретно на една просечна сметка од 1800 денари, колку што е во Скопје, зголемувањето е 80 денари. Во однос на двата преостанати системи за популарното железарско грејење кое го прави ЕСМ енергетика, Бислимовски рече дека цената е незначително намалена, а пониска цена ќе има и кај грејењето во Скопје Север. Новата цена на парното грејење, која стартува веќе од утре, дополнително ќе ги осиромаши граѓаните, конкретно жителите на Скопје. Вела дека трошоците се билдаат од ден во ден. На прашањето што ако таксата од Бугарија за природниот газ остане и дали тоа ќе направи проблем, регулаторот рече дека цената за увоз на природен газ била вообичаена и така налагала берзата. И покрај таксата за рускиот газ, до крајот на грејната сезона цената ќе останела иста. Македонија на ниту еден начин не треба да биде погодена од воведувањето на оваа такса, затоа што оваа такса се однесува исклучиво на руски газ. Значи да расчистиме, јасно и гласно ви одговарам дека корекција на цената за топлинска енергија во градот Скопје ќе нема. Одлуката за новата цена на парното требаше да биде донесена во август годинава, но беше одложена поради оштетувањето на топловодот под мостот Беласица. Според регулаторната комисија, во Скопје има вкупно 64.000 домаќинства кои се снабдуваа со топлинска енергија.